Со пречек на државното знаме започна пригодната свеченост во Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу за одбележување на 18 август, денот на армијата на Република Македонија. По пречекот беа интонирани химните на Република Македонија и на армијата, а војниците со едноминутно молчење им оддадоа почит на сите загинати припадници на Народно-ослободителната војска и на армијата. На денешен ден во 1943-та на падините на Славе планина бил формиран баталјонот Мирче Ацев како прва регулирана војна единица на Народно-ослободителната војска на Македонија. Годинава армијата на Република Македонија слави јубилејни 25 години откако ја презеде целокупната контрола на границите на земјава. Денешниот датум, 18 август, го празнуваме како Ден на армијата на Република Македонија, е ден кога во 1943 година на падините на Славе планина формирана е првата организирана формација на Македонската народно-ослободителна војна, баталјонот Мирче Ацев. Чествувањето на јубилеот е можност да се потсетиме на 2,5 деценискиот развој на нашата армија, која започна да функционира во крајно тешки и сложени политички и воени околности со минимални средства, кога практично се почнуваше од почеток. Се почна скромно, речиси без опрема, но со голем ентузијазам, со љубов кон своето и со добро обучени старешини и војници регрути кои ги полнеа македонските касари. Од 11 март 1992 година, кога се развиори државното знаме на Република Македонија на карулите Рамна Нива, Коприва и Деве Бајр, до 20 март истата година армијата на Република Македонија презеде целокупната контрола на државната граница на Република Македонија. На 27 март истата година со преземањето и на последниот и најголем воен објект во државата касарната Илинден во Скопје се создаде услови за прием на првата генерација млади војници, која започна на 14 април со доаѓањето на првиот војник регрут во касарната во Охрид. За помалку од 3 години, во ноември 1995 година, Република Македонија стана 27 земја членка на иницијативата на НАТО Партнерство за мир, со што започна активно да учествува во активностите на НАТО земјите. Така, веќе од 14 јули 1996 година, единица на Арама за прв пат учествуваше на мултинационална вежба Мировен Орел 96 во Република Албанија. Веќе наредната година, од 11 до 17 мај, Република Македонија ја организираше и првата мултинационална вежба Спасител 97, а од тогаш до денес Арама организира и учествува на многобројни мултинационални и национални вежби, како во земјата, така и во странство. На сите овие вежбовни активности нашите припадници покажаа интероперабилност, компатибилност и подготвеност достојни за почит. По повод Денот на армијата на денешната свеченост им беа доделени благодарници, наградни отсуства и унапредувања на војниците кои постигнале посебни резултати. Потоа сите присутни гости во рамки на пригодната манифестација имаа можност да ја погледнат изложбата на воена опрема.